Океј, па нема кој да не распредели за вести. Добра. Ланчо ќе оди во пред јавно обвинителство. Јас ќе го фатам тоа за субвенции за македонска музика. Јелислав, ета, значи стварно немам што да кажам. Само збори за теми, за прилози, за вести. И секако ќе шетам по болници да ме фати некој вирус. Ти сигурна си дека он ќе дое? Да, ми потврди неколку пати. Па што мислиш ти, ние сме колеги од студио, а не од улица. Демек, ние уличари сме зашто снимаме надвор пилоти. By the way, дознав дека Ачо ќе дојде, има многу радиофоничен глас, кој што се разбирам тоа. Здраво, девојки. Здраво. Извинете што ќе прекинам, со Јеци мораме до студио. Да. Одиме? Ајде. Студио. Жога, гаси камера. Значи одма гаси камера, страшно, крах, гаси. Лека ноќ Македонија, од Јужна Маркова нога преку Кестњар на запад и Аништа на север до источно Ченгино Кале. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Јас сум Александар и Јелена, а од тука чекор по чекор ве носиме чекор за ците. Нема логика, Јелена. Во оваа прилика би сакал да ги поздравам оние кои не гледаат на Facebook во живо и секако вас на малите екрани кои секоја недела во 20 часот од нас дознавате последни. Ние сме подготвени. Еве што ќе гледате. Вчерашни на терен се зголеми бројот на риболовци. Многу зависи малата риба од каде дошла, дали пливала одма во големите текови, од која притока дошла. Дознаваме од што е незадоволен овој патриот. Ја, брату, не знам више каде да се обратам, дали ме разбираш? Вчерашни дебата. Има или нема радиоактивен отпад во Дрисла? Откриваме каква игра се игра на масата, наречена Македонија. Нема ми проклетнику. Оваа карта е стаена од друг шпил. Бог ја волите. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Среќна вест, кеот на Вардар се поплави, па од сега наместо да џогирате, може да пливате. А и крстот на Водно почна да плива во вода. По обилни врнежи од дожд, објектот прокиснува, иако ЈСП Скопје потроши рекордни 100.000 евра за изолација. Но простор за очај нема. Новиот директор на ЈСП заедно со Советот на град Скопје решија дека покрај крстот Водно ќе има и втора туристичка атракција – аквариум. Имено, просториите кои што редовно се поплавуваат, решено е да се поплават целосно. По малата адаптација на просториите, аквариумот ќе се пушти во употреба за широката публика и истиот ќе има богат фонд на македонската езерска и речна флора и фауна. Во минатата епизода видовме дека предлогот за министер за здравство е доставен до премиерот Заев, но министер за здравство се уште нема.
Вчерашни открива што се случи. Ало, Села. абе што се деси, не ми одговори за Министерство за здравство? Уште не сум го добил, нема го мейлот. Абе како не ти го пратив уште прошлата емисија? На Gmail? Да, по Gmail ти го прати. Ај ќе побарам убаво да не е у спамот. Ајде, важи, се слушаме. Ајде, чао се. А сега ми јавуваат од режија дека емајлот е пронајден. Од топлото студио се префрламе на улица каде што ја имаме или салфета. Ке може сега. Дознавме дека некој погрешка одуи го ставил у recycle bin. Дождливата недела го крена водостојот на реките и езерата во Македонија, а со тоа природно се појавија и поголем број риболовци ширум целата територија. Како тие се задоволни од риболовот, каква риба се фаќа во вакви услови и слични прашања, ќе ги одговори соговорникот на колегата Паша Зотов. Ете, драги гледачи, тука имаме рибар, сега ќе го запрашаме. Господине, извинете. Друже. Аха, друже, добро. Извинете на прашање. Зошто ловите сега риба? Зошто не ловевте пред 7 месеци, сега не е сезон? Видете, господине, вие знаете дека сега почнаа пости, па сега се јаде риба, мислам. Риба се лови кога се јаде. Како не е јасно тоа? Добро, ама како што можам да забележам, овде имате само ситна риба. Нема ништо крупно. Да, овде за сега има ситна риба, меѓутоа гледате има преку 30 и кусур парчиња ситна риба. На крајот на краиштата не се сите за иста намена, знаеш, некои ќе се јадат, некои ќе се употребат за нешто друго. Па, каква е разликата? Ситна риба е ситна риба, јас не гледам тука разлика. Добро, видите, прво многу зависи малата риба од каде дошла. Дали пливала одма во големите текови, од која притока дошла, дали е групно мрестена, дали многу зависи од тоа. И на крајот на краиштата нема сите исто и да завршат. Некои од тие риби ќе бидат испражени на тавче, додека добар дел од нив, не добар, да речеме, максимум 10 комада, се ставаат во еден мал аквариум специјален за мали рибчиња и тука се чуваат од 8 до 30 денови. И во тие специјални услови, они кога ќе видат дека им е тесно, дека се вртат во круг и таму се ствара кај нив многу голема нервоза. Они почнуваат да стануваат нервозни и они ќе направат се за да може да се вратат во големите водни текови. И онда они се спремни да соработуваат и целта е постигната. Како ви е целта постигната, не ве разбирам. Сега ме дупиш. Не, ти ме дупиш очигледно, Немојте, господине, ме дупиш, сепак сме на телевизија. Значи, видете, господине, кога рибата ќе биде спремна да соработува, онда или ја ставаме на удица како мамец да се фати крупна риба, или, што би рекла она, фрли рибче да фатиш крапче. Дали ме сваќате тоа? Аха, добро, сега е малце појасно. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, значи, не мора да се грижиме, рибарите си ја вршат својата работа. Студио? Така е, Ланчо, ти благодарам. Александар? Неделава по серијата апсење на луѓето одговорни за крвавиот четврток, Иванов во доцните ноќни часови ги викна во својот кабинет лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН, Зоран Заев и Никола Груевски. Потоа, Иванов уште еднаш ги викна истите двајца, но списокот на гости го дополни со Талат Джафери и Али Ахмети. На втората ноќна средба кај Иванов, наводно се разговарало да се најди решение за диалог, за решение за наоѓање на решенија за напнатоста на политичката сцена во Македонија. По наоѓање на решението за диалог, најверојатно ќе се најди и решение за решението за наоѓање решение, пошто ќе се најди и самото решение за ослободување на напнатоста во политичката сцена во Македонија. На средбата, покрај решение, е договорено ново свиждање за ново решение во брзо време. Изјавија од кабинетот на председателот Иванов. Падот на температурите и студеното есенско време драстично го зголемија бројот на вирози. Затоа докторите предупредуваат граѓаните да се грижат за својот имунитет. Како што и старите одамна забележале, најмногу на падот на имунитето влијае промајата, од кај што и произлегла познатата народна "не се на промаја, ке те фати снагата". Зато не отворете врати на собрание да не ве фати промајата и да не ви падне имунитето, предупредуваат докторите. Дрисла.
позната скопска депонија која не сака да остане анонимна. Деновиве многу шпекулации во јавноста околу тоа дали се горел радиоактивен отпад или не. Да погледнеме што изјавија на таа тема премиерот Заев и градоначалникот на Скопје Шилегов. Постоја шпекулации дека има радиоактивен отпад. Апсолутно не станува збор за никакви радиоактивности или недозволеви штетни работи кои што се однесуваат по штета на граѓаните. Апсолутно не. Има или нема радиоактивен отпад е тема на вечерашната дебата. Мартин 99 од студиото 83 веќе чека со своите соговорници. Мартин, повели. Ти благодарам, Елена. Како што сите знаете, дебатите се повторно во мода веќе неколку месеци. Затоа би ве замолил да ми дозволите вечерва да ви ги представам Коки Николов од офисот на град Скопје и Ангел Хаджиспирковски од Центарот за информации при владата на Република Македонија. Добро вечер на двајцата. Здраво. Whatever. Така. Значи, ги видовте нели контрадикторните и спротивставени изјави на Шилегов и на Заев. За тоа дали има или нема нуклеарен отпад во Дрисла. Се шпекулира. Како бе тоа непотврдено и без докази? Што друго ќе кажа? Ваземаљци дека има Скопје. Кој негира шпекулација бе, аматери не едни? Ние аматери. Сите сме твитерџи со минимум 3 години искуство. Што си работел ти бе, брато? Ангел, брат, се правиш дека не се знаеме, така? Кажи бе, кокац бе, брато, ние немаме тајни у Скопски офис, знаеш и сам. Чекај, ако може само да ми одговорите, дали има плутониум или нема плутониум во Дрисла? Нема бе, што си запнал пати? Кој ќе арчи пари кај нас за ѓубре да носи? Ние сме озрачени од други работи, као на пример е игнорирање на Facebook. Еднаш само не му стиснав лайк у 2 месеца, значи еднаш не му стаев лайк и секој ден. Не, ме отече. Те отеков, а? Ко да не си беше ти таков и предходно. Башка нов лонгборд купив бе, баце. Покажи респект. Чекај, ќе ве замолам само за радиацијата нешто. Каква радиација бе? Глеј, Скопје може да се подели, ќе снема вода, ќе се изгради населба за ванземаљци, ќе се даночи воздух, не знам. Ама нема шанси ни подразно нерегулирано да уништува радиоактивен отпад од Италија, јасно? Аха. Чекај, ја од кај бев, од влада? Не, Коки, ти си од град Скопје. Да, тачно. Чекај бе, нели гледаш дека он е циничен, саѓаш? Те дупи. Ме дупиш, Ангел? Не бе, ејлиени има и пушат плутониум у лисиче. Кој пеар не се љути, лонгбордот ти е коска, брат. Многу спешал, мислам. Фала, бац. Студио, јас ќе ве замолам во овој момент да не прекинете. Ако дознавте нешто супер, значи пишете ми на месенџер. Значи немам више кај да собре, јас затоа вас ви собреди. Ја немам више што да правам, ја бев унутра, ти кажувам. Таму некаде тројца играат на живот или смрт. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово веќе 1 деценија е без грејење, откако некој го украл системот за грејење. Штеточини. Како што велат оттаму, ова за нив е голем проблем, затоа што во зима не може да функционираат нормално.
Сепак ова не ги обесхрабрува културните работници во Куманово, кои со поддршка на локалната самоуправа стапија во контакт со побратимената општина Ату од Гренланд, од каде што планираат да набават тренирани пингвини кои би можеле да изведват шоуај на температури далеку под нулата. Поради разликата на културата и јазикот, во Куманово и Гренланд центарот отвори и оглас за лингвист кој би требало да ги научи пингвините да ги изведват најпознатите македонски представи, како Македонска крвава свадба, Диво месо и дел од драмите на Братислав Димитров. А сега одиме со добри вести за туризмот и лоши вести за авиацијата и менталното здравје на туристичката комора на Охрид. Како што дознаваме од извори блиски до Билјанини извори Охрид, оваа сезона ќе има нова подводна атракција освен машините за перење и старите хаоби од 101. Како што се најавува, наскоро во Охридско езеро ќе биде потопен авионот ЈНА, но локалните власти не откриваат дали ќе биде потопен со или без патници. Ова е во цел идните нуркачи да имаат што да гледаат кога нуркаат. Како што изјавуваат од туристичката комора на Охрид, најголем недостаток на градот кога е во прашање туризмот е тоа што Титаник не потонал во Охридско езеро. Значи немам више кај да собра, јас затоа вас ви собреди, ја немам више што да правам, ја бев унутра, ти кажувам. Таму некаде тројца играат на живот или смрт. Судството мака мачи со откажани рочишта. Свадби, крштевки, славење за бугарски пасош се само дел од причините. Но не секогаш причините се радосни, некогаш судски рочишта се откажуваат и поради сериозни здравствени проблеми, како што се кашлица, температура 37,2 и секогаш опасната, особено по машкото здравје, настинка. Министерството за правда поради честите отсуства на обвинетите реши да го спои убавото и корисното или како што велат оттаму медицината и судствата, па така тие формираа специјална единица на медицинско судство, кое ќе има за цел да ја донесе правдата до оние кои не можат да одат кај јустиција. Тука сме со еден осомничен за криминално здружување, перење пари, поминување на улица онаму каде што нема пешачки. Господина, зошто го одложувате судењето цело време? Зашто кога ги се стиснам овде вака за брадајца ме боли, ме пече, многу ме пече. Добра, не се стискајте. Со мене и директорката на одделението за медицинско судство, госпожа Јадранка Печурковска. Госпоѓо Јадранка Печурковска, кажете ми како ќе функционира одделението? Ова одделение ќе функционира под мотото ако не може обвинетиот кај правдата, тогаш правдата ќе стигне кај обвинетиот. Знаете дека во последно време одлагаа рочишта за џабе, непотполни медицински дијагнози, одлагање за настинка, за колено што ги болело, за тенка столица, за банални работи и ние решивме рочиштата да ги спроведиме или во болнички услови или во домашни услови во зависност од пациентот кој што е обвинет, осомничен. А како ќе знаете дека некој навистина не е болен и некој навистина не може да му се суди? Прашањето ви е на место. Значи, наши веќе 7 колеги запишаа прва година на медицински факултет и ќе се компетентни да постават дијагноза и да видат дали дијагнозата е во ред или е лажна. Ама медицинскиот факултет трае 6 години. Без специализација 6. Значи, ќе си лежат. Па дури не завршат нашиве колеги и специализација, ќе лежат во болница, а после ќе видиме, правдата е бавна. Ви благодарам. Вашата посветена новинарка, студио. Оваа недела многумина за кои полицијата и телевизиските камери и гледачите сомничат дека биле учесници во крвавиот четврток, се приведени по барање на јавното обвинителство. Но според сведочењето на еден човек, не сите одговорни се онаму каде што треба да се. Со еден човек разговараше еден наш репортер. Панче Газларов е младо момче кое што ја сака својата држава. На прашањето да се опише во Петсборо, тој вели дека е 5 пати патриот. Тој е против тиранската платформа, против двојазичноста, беше на 27 април во собранието со еден збор прав македонец. Нема потерница по него. Да видиме што има да ни каже.
Ја брату не знам више каде да се обратам, дали ме разбираш? Не го фаќа микрофон. Значи немам више каде да се обратам, ја затоа вас ви се обратам, ја немам више што да правам, ја бев унутра, ти кажувам. Со воџите влегов унатре, му шљакнав на една му гужвите, не видов кој беше. После тоа водичка дававме се стационирав, ми беше лабаво. И у тој целиот хаос, брат, ја доаѓам, викам сега на овие, дај стајте му затворени, мика ти не. Као да не сум бил таму, човече, као да не сум бил таму. Добро, а дали пробавте сами да се пријавите во полиција? Абе, како не пробав? Идам на другарче, му викам дај ми ги тие лесиците ону полиција, рао ми ги даде ги пријави направи како комбинација, ги турив на раце, не може да возам у кола, такси, устаница, влагам, дојди на тој му викам шефе, еве ти гледај. Ајде. Едно селфи. Гледаш? Добро. Овој ти текно е кој е ликов. О, тој што влечеше за коса, да. Гледаш кој подава тука стои. Јас сум тој, ме разбираш? Ми се прават ненормални, не си бил ти унатре, ми вика дечко, почекај, имаме многу работа со овие кафичиве. Како што вели Панче Гзлар, тој испратил допис до премиерот Зоран Заев, до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и до неколку амбасади со кој во разумен рок бара да му биде признаено делото и да ги сноси сите последици. Во спротивно, се заканува со заминување во странство. За секогаш. Добро, а зошто би заминале од државата? Која е причината? Па нема место бе за нас обични што сме ние граѓани, нема место, има место министри, политичари, не знам, функционери, неку уметници, оперски пејачи, нив ги напика, а нас што, дремеме по улици, луѓе срам ми очи да ме видат. Значи, каде би заминале ако више сте решени да си заминете од државата, нели? Каде би? Брат, што знам, не знам, Австралија, Канада, таму имам некои родбини и они стално ме викаат до тука најубаво се сакат, дали нешто со далечината, нешто екватор. Има некаква врска. Да. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, гледате како оваа држава се грижи за нашата младина, додека елитата лежи, тие се оставени на маргините на естаблишментот, за на крај да си заминат од државата. Да, драги гледачи, нас не ни се верува. Студија? Ке не земат, бе, ти кажем, ке не земат. А сега се вклучуваме во собранието на Република Македонија, каде што се води главната битка за... Елена, не се одвива главната битка во собранието. Главната битка се одвива на друго место. Таму некаде, на масата наречена Македонија, тројца играат на живот или смрт. Убавиот, среќниот и третиот. Се игра на живот или смрт. Сите карти се на маса. За вакви опасни играчи се викна планетарниот судија дури од запад. Шпил да измеша, карти да подели. Значи да нагласам, се игра на живот или смрт. Која глава последна ќе падне, која карта да ја жртвуваат, за да останат во игра. Го покачувам влогот. No animals allowed on this table. Рече шумарот. Океј, почнем. Задња. Сега влогот е голем. Се игра на се или ништо. Жандар свира. Пара доаѓа и си оди. Битно е глава да се спаси. Мене ме фати грипов.
студио. На вакво време нема кој не е метеопат. А и да има некој кој не е метеопат, сигурно има некој близо кој е метеопат. Например, нашиот метеопат, а воедно и симпат, е Ведермен. Исто е за Ведермен, дали врне, дали не врне, шо правиме со пием 10 од мртва точка мора да се мрдне. Алармантно е, не е ова прогноза, за времето дека однапред знаеме како не возат, и така струја се увезува, нека почнат и со воздух исто, зашто не се поднесува да ја кренеме свеста у сечија куќа. Тоа е Ведермен и неговата мисија за почиста плуќа. А како ќе биде времето? Тоа ние си го диктираме, бе. Вие треба да знаете. Природа си е природа. Пис. Дојдовме до уште еден почеток на вчерашни, а со тоа сме поблиску до почетокот на викендот. Недела вечер, а вие сте чекор за ците. Така е, Елена. А сега е вистинското време додека се уште ефтина струјата да ги испегламе кошулите. Мажите кошулите, жените косите, а овие вчерашни уште вечерва на YouTube. Добро утро. Добро утро и од мене.